На само 4 дена пред почетокот на судскиот процес, родителите на младите кои трагично ги загубија животите во пожарот во кочанската дискотека Пулс најавија голем граѓански марш за правда, што ќе се одржи на 15 ноември во Скопје, со почеток во 12 часот и 5 минути. Маршот ќе започне од плоштад Македонија, ќе продолжи пред собранието, а ќе заврши пред Основниот кривичен суд во Скопје, каде што родителите ќе побараат институциите конечно да превземат одговорност и да обезбедат правда за нивните деца. Тие ни солзи и со длабока болка повикуваат во сабота масовно да се излезе на скопските улици. Деца умреа на 16 март. 63 ангели, кои никош повеќе нема да ги видиме. Не бараме од вас милост, бараме да ни се придружите во борбата за правда. Затоа што нашите деца го заслужуваат тоа. На 15 ноември маршираме во Скопје за вистината. Ќе тргнеме од плоштад Македонија до собранието и кон Основниот кривичен суд. Болката е наша, но борбата е за сите нас. Ни треба ваша поддршка, луѓе. Болката е наша, но борбата мора да биде заедничка. Нашето прво доаѓање во Скопје беше крик за видливост. Тогаш марширавме сами додека градот молчеше. Сега ве повикуваме сите да дојдете без посредници, без лаги и без манипулации. Ние сме родителите на ангелите и за нас единствено што остана е борбата за правда. Порачуваат тие и подсетуваат дека во изминатите речиси 8 месеци од трагедијата одржале 30 на маршеви во Кочани, но како што велат, тоа не било доволно за да ги расподи институциите. Свесни сме дека патот до вистината ќе биде долг и тежок, исполнет со отпори и скривени намери, но ако застанеме еден до друг, системот нема да има друг избор, освен да постапи онака како што бара народот. Веруваме дека Македонија има совест, дека знае да се сплоти кога најмногу боли. Според најавите, маршот на 15 ноември ќе биде символ на сплотеност, тишина и достоинствен отпор против неправдата која трае повеќе од 7 месеци. Родителите нагласуваат дека ова не е политички собир, туку повик на совеста на секој граѓанин кој верува во правдата и човечноста. Инаку вчера на социјалните мрежи татко од Кочани ја објави последната снимка од својата ќерка, на која се гледа како девојчето кобната вечер заминува од својот дом, а потоа трагично го загуби животот во катастрофалниот пожар. Ова видео предизвика бројни реакции на социјалните мрежи полни со поддршка и сочувство кон семејството, кое како и останатите 62 семејства го преживеа едно од најтрагичните случувања во поновата македонска историја.